Со многу пркос, непредвидливиот дух на василичарите кулминираше попладнево кога на плоштадот пред општинската зграда започна палењето на маските, чин со кој што практично завршува карневалот. Изгореа маските кои отсликаа македонската реалност. Огнот ја стопи топката на Артан Груби кој се појави и заигра фудбал со поранешните министри Бесими и Шакири. Изгоре и куферот од државна лотарија, го зафати бугарскиот администратор, а го снема и црвајното Ферари на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Ова беа највпечатливите маски кои продефилираа на годинешната отворена сцена. Палењето на маските е ритуал кој се применува последниве 3 децении, појаснуваат хроничарите. На 14 јануари, некаде предпладне, се поминуваат сите куќи каде што домаќинот го носи името Васил. Горномалските и долномалските друштва поминуваат по некој свој редослед и сето завршува со традиционално василечарско оро на Страцело и еден наметнат ритуал палење на маските. Тоа ние како василичари не го викаме палење на маските, него ослободување од тој товар што се носи 2 дена и некој во годините зел кибрид, ги запалил тие маски. Тоа е понов обичај кој е прифатен и се практикува веќе одредено време. Палењето на маските символизира победа над злото и новата година започнува со добрина и со убава мисла и берекет и здравје. Дел од впечатливите карневалски маски се изложени во конаците на Горна и Долна Маала. Некои од нив се стари по 20 години. Инаку најстарата карневалска традиција кај нас е карактеристична по уникатните маски кои се држат во тајност и непредвидливиот карневалски дух на василичарите. Откако постои Вевчани, од тогаш постои карневалот. Се маскираат 40% од населението, а карневалот трае цели 48 часа. Со топла ракија и греано вино лесно се издржува, велат вевчанци. Славејќи го големиот Свети Василий, се маскираат и вевчанци кои се далеку од своите огништа со цел да се зачува традицијата и да се овековечат спомените низ фотографии.